Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Сдруженијето Јосип Броз Тито му додели благодарница на Советот на општина Кочани за донесената одлука да се врати поранешното име на улицата Маршал Тито. На средбата во локалната самоуправа беше речено дека со тоа е задоволено барањето на граѓаните, при што беше ветено дека со називот ВМРО ќе се именува друга улица во Кочани. Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито упатија јавна благодарност за одлуката на Советот на општина Кочани да го врати името на улицата Маршал Тито во централното градско подрачје. Рекоа дека се задоволни што иако за таквата постапка се чекало извесен период, сепак позитивно е одговорено на барањето на поголем број граѓани. На средба што се одржа во локалната самоуправа беше речено дека станува збор за една од најстарите улици во градот, која и покрај противењето и забелешките на дел од јавноста, истата беше применувана. Председателот на Сдруженијето Трајан Трендов истакнал дека одлуката за враќање на името заслужува пофалба, поради што тие се одлучиле од име на членството ни од сите граѓани кои дале поддршка да доделат благодарница за локалната власт. Таа улица по која се оделе нашите дедовци, нашите татковци, ние па нашите синови и внуци, мислиме дека треба да остане со тоа име и не би требало да се менја името на улицата Маршал Тито во некое друго име. Имавте доблест да постапете не само по нашите забелешки, него и по желбите на граѓаните, што е една доблест од страна на власта, и да ја повторно вратите улицата со нејзиното поранешно име, односно улица Маршал Тито во Кочани. Од име на членовите на Советот на општината, благодарницата ја прими неговиот председател Томе Солевски. При тоа тој вети оти враќањето на името на улицата Маршал Тито не значи дека називот ВМРО ќе биде отфрлен или заборавен, туку дека ќе го добие друга сообраќајница во градот. ВМРО е дел од нашата историја на сите нас, значи на сите македонци, на сите жители на овој град, значи ќе се потрудиме да соодветно да се најде соодветна улица за соодветното име за ВМРО. Дали ќе биде ВМРО, ВМРО или ТМОРО, во зависност од условите, ама ќе се потрудиме и тоа име да се врати. Уште еднаш благодарам за благодарницата и за вниманието ваше. Инаку, името на улицата Маршал Тито во Кочани беше променето во ВМРО пред 4 години, зашто одлука донесе тогашното мнозинство на Советот на општината. Набргу потоа иницијатива за враќање поднесоа Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито и советничката група на СДСМ, а со оглед на законската обврска беше добиена и согласност од владата, пошто промената на името беше реализирана на последната седница на Советот. Поради дефект на далновод, дел од градот и населените места во општина Кочани се соочија со прекини во снабдувањето со електрична енергија. Во меѓувреме, екипи на Евана интервенирале за отстранување на проблемот, пошто се очекува стабилизирање на состојбата. Дефект на далновод, преку кој со електрична енергија се снабдува Кочани и дел од населените места во општината, во понеделникот околу 18 часот и 30 минути ги остави граѓаните во темница. Сериозноста на дефектот била таква што за негово отстранување се чекаше цел час, период во кој западната страна на градот остана без напојување со струја. Слична беше состојбата и во селата што гравитираат кон тој дел. Од ЕВН потврдија оти станува збор за технички проблем на кој работела мобилна екипа, пошто истиот е саниран, а нормализирањето на состојбата е евидентирано околу 19 часот и 30 минути. Сепак, и покрај таквата реакција на надлежните, граѓаните упатија низа забелешки за инцидентот, особено што се случува во зимски период, кога голем број од нив ја користат електричната енергија за затоплување на домовите. Реагирањата на социјалните мрежи пак беа поради честите прекини во изминатите десетина дена, откако температурите во текот на вечерните часови започнаа осетно да се намалуваат. Поради тоа и загриженоста дали и во наредниот период ќе продолжат ваквите испади од електроенергетскиот систем, дополнително и заради опасноста од оштетување на електричните уреди во домакинствата. Исто така, како причина за овие реакции е и што во текот на денот повторно имаше краток 20-минутен прекин во снабдувањето со струја, поради што граѓаните очекуваат посериозни мерки за истата ситуација да не се повтори во наредниот период, кога се очекуваат пониски дневни и ноќни температури. Над 670.000 евра планира да потроши општина Кочани во текот на идната година, за да ги изгради и реконструира улиците.
Најголем дел од парите се планирани за изградба и асфалтирање на 20 на сообраќајници во Кочани и во Оризари, Тракање и Прибачево. Локалната самоуправа на Кочани веќе ги планира трошоците за инфраструктурни и капитални зафати за наредната година. Во делот за изградбата и реконструкцијата на улиците се предвидува дека на општината ќе бидат потребни над 41 милион денари. Во програмата, што на последната седница беше усвоена од страна на Советот, покрај редовното одржување на сообраќајниците, зацртано е да се доасфалтираат и улиците Блаже Попарсов, Кресненско Востание и Ѓорги Пулевски во Кочани, како и други помали улици со должина до 150 метри во градот. За овие активности планирани се околу 11 милиони денари. Исто така, во програмата е влезено и асфалтирањето на улицата Лазар Стоименов во населбата Оризари, за што ќе се инвестираат 13,5 милиони денари, како и изградба на 3 крака од улицата Маршал Тито во Тракање и улицата Михајло Арсов во Прибачево, се заедно со вредност од околу 20 милиони денари. Остатокот од парите се предвидени за пробивање и прочистување на ридско-планинските патишта, како и за учество на општината со своји средства во проекти за кои ќе се добијат пари како донации. Покрај планираните нови улици, наредната година ќе се докомплетира изградбата и асфалтирањето на 6 улици и 3 делници од локални патишта до населените места во општина Кочани, за што веќе се обезбедија близу 1,5 милион евра. Советот на општината даде согласност да се аплицира за кредит од околу 500.000 евра преку Светска банка, за да се доврши изградбата на уште 11 улици во Кочани, Тракање и Оризари. И новинарите од Истокот ќе бидат дел од обуката што невладината организација Инфоцентар и Транспарентност Македонија ќе организираат викендов во Пехчево. Темата на обуката е новинарите и институциите во борба против корупцијата. Во организација на невладината организација Инфоцентар и Транспарентност Македонија на 24 и 25 ноември ќе се одржи обука новинарите и институциите во борба против корупцијата, техники и алатки за препознавање и известување. Поканети за учество се и новинарите од ЗНМ Исток. Како гости предавачи учествуваат јавната обвинителка Лидија Раикевик од Основното обвинителство Скопје, истражител во СЈО Мирко Савик, специјалист за европски политики Александар Јовановски, извршната директорка Ана Делева и председателката на Судско-медиумскиот совет Гордана Дувњак. Ќе бидат дадени вовети основни информации за обуката и проектот и за јавното и специјалното обвинителство и борбата против корупцијата. На четвртата сесија е предвидено да се зборува за Европската Унија и механизмите за спречување корупција, како и за измените на Законот за спречување корупција. На шестата сесија ќе се зборува за мисијата и целите на Судско-медиумскиот совет. Обуката е дел од проектот Граѓаните и медиумите против корупцијата, коалиција за нула толеранција финансиран од Европската Унија. Стришанската чешма некогаш била символ на љубовта. И годинава ќе се организира чествување на Свети Архангел Михаил по 9-ти пат со собир пред чешмата стара над 100 години. Со реновирањето на Стришанската чешма пред 9 години се возобновија и празничните собири. Жителите на Стришани и други кочанци се собираат на чествување на празникот Свети Архангел Михаил, заеднички да му одадат почит на ангелот кој е нивен заштитник. Годинава повторно со богата трпеза која што ќе ја подготват кумовите, а ќе ја благословат свештениците од Кочанскиот храм, ќе се одбележи овој празник на чешмата стара повеќе од 1 век. Стришанската чешма останува символ на малото кога некогаш тука произлегувале првите љубови, собирања и средби, кои за секогаш останале во сеќавањата на постарите жители. Кочанскиот православен храм Свети Великомаченик Ѓурги ги поддржува ваквите собири и свештениците ќе го пресечат и благословат празничниот колач. Собирот е закажан за среда на 21 ноември со почеток во 11 часот. Во организација на Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани, годинава по трет пат се одржува меѓународната културна манифестација Арт варијации Стари поток 2018. Учествуваат уметници од Бугарија, Србија и Македонија.
Со голем број активности и годинава се одржува меѓународната културна манифестација Арт варијации Стари поток 2018 Кочани. Започна со ликовна колонија која се одржува во просториите на библиотеката, а во текот на неделата продолжува со промоција на творештво на авторката Наташа Радосавлевиќ од Србија, која освен тоа ќе има и средба со ученици. Ова е трета година поред на одржување на манифестацијата. Оваа година учесници не се од Република Бугарија Елисавета Владимирова, Мариела Исеилова и Емил Младенов. Од Република Србија Наташа Радосавлевиќ и Јоца Мијич и од Македонија Мики Трендафиловски, Гроздан Крстевски и Трајан Трајковски. Морам да напоменам дека оваа година манифестацијата ни е збогатена и со други културни настани, односно еден од уметниците, поточно Наташа Радосавлевиќ од Република Србија, е и поет, па затоа вечерва во 18 часот во просториите на библиотеката Искра ќе имаме нејзино книжевно представување пред кочанската јавност, односно пред кочанската публика. Инаку истата поетиса ќе има средба и во петок во 13:30 со учениците од гимназијата Љупчо Сантов. На ликовната колонија учествуваат уметници од Србија, Бугарија и Македонија, кои во просториите на библиотеката ќе творат до 24 ноември и потоа нивните дела ќе бидат изложени за јавноста. Стоименова упати благодарност до општина Кочани, која што ја отстапи просторијата во библиотеката за одржување на колонијата. Проектот делумно е финансиран од програмата на општина Кочани за поддршка на проекти од културата. В четврток на 22 ноември со почеток во 21 часот во ноќниот клуб Аква ќе се одржи петата поред црношколска забава заедно со диџеј Че од Скопје, брат на познатиот македонски хип-хоп изведувач Слаткаристика. Од клубот Аква ги покануваат сите љубители на хип-хоп музиката да присуствуваат на забавата за која организаторите велат дека ќе биде неверојатна како и претходните 4. Следува информацијата од спортот. Меморијалниот турнир Андонов Колев се преименува во ново име – Легендите на Спартак. Така одлучил управниот одбор на боречкиот клуб Спартак со оглед на тоа дека има повеќе легенди кои со своите успеси го прославија клубот, но и го закитија Кочани со епитетот град на борењето. Годинава турнирот ќе се одржи в сабота на 24 ноември со почеток во 11 часот. Боречкиот клуб Спартак од Кучани по 21 пат ќе го организира меморијалниот турнир во борење слободен стил Андонов Колев. Новина годинава е тоа што управниот одбор на Боречкиот клуб Спартак решил меморијалниот турнир кој досега беше под називот Андонов Колев да добие ново име – Легендите на Спартак, информираат од клубот. Турнирот е посветен на сите оние кои го прославија Боречкиот клуб Спартак, а Кучани го закитија со епитетот град на борењето. После долги подготовки од околу 9 месеца од како го преземавме клубот, еве веќе 9 месеци работиме и дојдовме до еден период времешки кој сметаме дека можеме да настапиме и да го продолжиме меморијалниот турнир Андонов Колев. Со одлука на управниот одбор на клубот решивме да се замени името со Легендите на Спартак, бидејќи има повеќе починати и покојни борачи, па затоа сметаме еве на 24 ноември во сабота со почеток во 10 часот ќе започне турнирот. Повикани се екипи, десетина екипи од Македонија и две од странство, како од Бугарија и од Грција. Ќе имаме надпреварување во разни категории и воедно сакам да апелирам до љубителите на спортот, до граѓаните, до бизнис секторот да присуствуваат на овој убав настан и воедно сакам да изразам благодарност за поддршката од локалната самоуправа на чело со градоначалникот Николчо Илиев, кој безрезервно не поддржува во сите настани и сметаме дека во саботата ќе имаме еден убав спортски ден во Кочани. На турнирот ќе учествуваат 11 клубови од Републикава и 2 клуба од странство, но од Боречкиот клуб Спартак велат дека со оглед на подготвеноста на борачите очекуваат освојување на медали. Ние на турнирот ќе настапиме со 12 борачи во пионерска, кадетска и младинска категорија.
од кои може би бројката за некој оптимистичка, за некој не. За мене е реална за да очекуваме едно 3 до 4 медали. Со оглед на тоа што бевме малку невозможни, мора пак да потенцирам, во условите за тренинзи бевме спречени на 2,5 месеци за тренинг и тоа ни беше на пречка за да ја подобриме и темпираме формата на борачите за овој турнир, но секој не тражиме продување во тоа. Моите желби секако и проценки пас ќе ги повторам дека 3 до 4 медали ќе освоиме и ги поканувам истовремено сите љубители на борењето. Тоа не представува пречка дека ќе нема квалитетни борби, да дојдат, да присуствуваат во спортската сала во почеток со почеток во 11 часот. Секого ќе има добри и квалитетни борби со оглед на тоа дека се поканети екипи од странство. Очекуваме и ние на потврда од Бугарија и од Грција, така да турнирот ќе земи и меѓународен карактер. Со тоа сакаме да го вратиме малку борењето и сејот на овој спорт во градот, што мислам дека го заслужува Кочани. Турнирот Легендите на Спартак ќе се одржи на 24 ноември со почеток во 11 часот во спортската сала во Кочани, при што борбите ќе започнат во 11, а отворањето на турнирот е закажано за 12 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.